Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер, благодарам што сте со нас. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Марш за ангелите во Кочани. Семејствата на жртвите од трагедијата мирно оддадоа почит и побараа истрага и судење кои ќе ги изведат одговорните пред правдата. Ако сите заедно ја чуваме куќата, имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Мицковски пред представниците на НАТО побара механизми кои ќе спречат блокади поради билатерални спорови. МВР отвори постапка против полицајците кои тврделе дека приватното Порше во Дебармаало е службено возило. Стапија на сила дел од царините од САД. Бирзите се во пад, Трамп смирува дека се одвива според план. 18 лица, меѓу кои 8 деца, загинаа во рускиот ракетен напад на родниот град на Зеленски, таргетирана стамбена населба. Која е економската логика на царините за извоз во Соединетите Американски држави, како оваа трговска војна ќе влијае на светските економии, кои ќе страда повеќе поголемите или помалите држави, што е со Македонија, кои индустрии ќе бидат на удар. По тема на денот во овој дневник ќе разговарам со Благица Петрески од Finance Think. Останете со нас, почнуваме со дневника. Со мирен и тивок марш, наречен Марш за ангелите, семејствата на починатите во трагедијата во Кочани оддадоа почит и побараа брза и непристрасна истрага и одговорност за случајот. Маршот започна во 12 часот и 5 минути во градскиот парк во Кочани, продолжи кон трговскиот центар, општината, полициската станица и заврши пред основниот суд во градот. Семејствата потенцираа дека маршот не е за поддршка на обезбедувањето или на било кој од уапсените, туку едноставно за одавање почит кон покојните и барање правда. Семејствата потенцираат дека до последен здив ќе бараат судска постапка која ќе резултира со одговорност за смртта на нивните деца. Даниел Василев известува од Кочани. Тишина погласна од 1000 зборови. Вака најдобро би се опишал денешниот протестен марш кој го организираа родителите и роднините на настраданите во трагедијата во импровизираната дискотека Пулс. Наместо говори, тие денеска само ги покажаа своите пароли со кои побараа стоп за селективната правда. Убици, системот ги уби нашите деца. Дали требаше да ги убиете нашите деца за да увидите во каква корумпирана држава живееме? Стоп за селективната правда. Ова беа само дел од паролите на протестниот марш за 59-те ангели, како што го нарекоа организаторите. Тивко и мирно, илјадници кочанчани маршираа пред сите релевантни институции во градот. Прво застанаа пред демолираното кафуле кое е во собственост на газдата на Пулс, па продолжија пред објектот на општината. Оттаму се упатија кон полициската станица. Мајка на загинато девојче побара одговори. Кој го уби мојот херој и кој го пеплоса тоа ангелско лице? Не само неното, сите други деца. Последна точка за кочанчани беа судот и обвинителството. Кочанчани се револтирани, бараат одговорност за смртта на 60-те млади луѓе во Пулс. Ако и на мене внука ми загина 17 години, од син и од 17 години дете што знае, ништо живото не е видел. Никој пат да не се случува катастрофа, биде со млади деца се испратими ги појде да се провеселат, дојдоа се мртви. Одговарат. Истрагата за најголемата трагедија во историјата на Македонија се уште е во тек. До сега осомничени се 34 луѓе, но во меѓувреме почина и управителот на Пулс. Од нив 28 се во притвор. Меѓу нив 7 се полициски службеници. Даниел Василев, Сител телевизија.
Министерството за здравство информираше дека во моментов 69 пациенти се на лекување во странство и нема промена во нивната состојба во споредба со претходните денови. Не променета и состојбата на пациентите во критична состојба. Во моментот во установите во Скопје се лекуваат 15 пациенти. Сите пациенти кои се третираат во нашите установи се во стабилна состојба. Министерството за здравство и понатаму внимателно ја следи состојбата на повредените пациенти и останува во постојана комуникација со медицинските тимови во земјава и странство, посветено на обезбедување најдобра можна нега за повредените од несреќата во Кочани, соопштија оттам. Клиничката болница во Штип прави подготовки за втората и третата фаза од лекувањето и рехабилитацијата на повредените. На помош се дојдени лекари од странство кои треба да помогнат во поставувањето на систем кој ќе овозможи долготраен третман за оние на кои им е потребен. Со отпуштање на повредените пациенти од дискотеката Пулс во Кочани, од болниците во земјава и странство, завршува првата фаза од нивното лекување. Медицински лица и представници на Министерството за здравство извршија увид во состојбата на Штипска клиничка болница за прием на пациентите за лекување во втора и трета фаза. Тие пациенти се уште на активна прва фаза лекување, бидејќи на нив има се уште активни хируршки третмани и третмани од интензивно лекување. По отпуштањето од дома, што би можеле овде ние како болница да преземеме? Тоа се некои преврски на некои полесни пациенти и бевме во одделот за физикална терапија да се направи увид, бидејќи во подалечна иднина, да кажеме во трета фаза, тие пациенти би требале да добиваат физикален третман, а тоа најблизок центар во Македонија е клиничка болница Штип. Сугерирано име сегашните трокреветни соби во физикално да се преуредат и преадаптираат во еднокреветни и двокреветни со цел подобро лекување. Дополнително ќе се одлучува кои пациенти имаат потреба од понатамошно лекување, дали ќе биде амбулантско или ќе бидат хоспитализирани. Тоа е активен третман во смисла направење на преврски. Во зависност од големината на преврските и на зафатеноста на телото од изгореници, ќе се направи процена со нашите лекари, со нашите пластични специјалисти по пластична хирургија и секако во консултација со лекарите од Скопје би одлучиле кои пациенти каде ќе лежат и што ќе се лекуваат. Специјалисти по пластична хирургија од клиничка болница Штип ќе помагаат и во општата болница во Кочани. За Сител, Траен Ристовски. Ако сите заедно ја чуваме куќата, имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Мицковски пред представниците на НАТО побара механизми кои ќе спречат блокади поради билатерални спорови. МВР отвори постапка против полицајците кои тврделе дека приватното Порше во Дебармаално е службено возило. Солидарноста не е само збор и таа се покажа на дело по трагедијата во Кочани, порача премиерот Мицковски пред шефовите на парламентарните делегации на земјите членки на НАТО на состанокот кој се одржа денеска во Скопје. Премиерот упати пораки и за проширувањето на Европската унија, алармирајќи дека унијата треба да ги промени своите механизми за да не дозволи понатамошна билатерализација и злоупотреба на правото на вето. Да се воведат механизми кои нема да дозволат билатерални спорови да се пречка за остварување на заедничка цел. Ваква порака испрати премиерот Христијан Мицкоски од состанокот на постојниот комитет на парламентарното собрание на НАТО, чиј домаќин е земјава. Според Мицкоски досега биле направени многу отстапки и одрекувања за остварување на државните цели како што е членството во НАТО, но како што вели, потребен е механизам за спречување блокади на билатерална основа, со кој ќе се одблокира и европската иднина за државата. Сметам дека треба да се размисли за воедување на механизми, каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Ако ние сите заедно чуваме куќата, тогаш и заедно имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Ние ќе останеме лојален партнер. И заедно и посветено ќе работиме кон остварување на колективните цели. Пред шефовите на парламентарните делегации од земјите членки на НАТО, Мицкоски се осврна и на трагедијата во Кочани, по која сојузниците ја покажале својата солидарност. Помош понудиле 10 европски држави, а преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија, дел од повредените заминаа на лекување во странство.
Оваа трагедија ни покажа дека солидарноста не е само збор, туку дело што ги поврзува народите. Таа е темелот на нашата алијанса, принцип што не води во заедничките напори за зачување на мирот и безбедност. Солидарноста значи дека кога еден од нас страда, сите страдаме. Кога еден е во неволја, сите притрчуваме на помош. Во изминатите 5 години од нашето членство во НАТО, активно придонесувавме кон колективната безбедност и стабилност на алијансата. Состанокот на парламентарното собрание на НАТО кој се одржува во Скопје доаѓа на 5 годишнината од членството на земјава во Северноатланската алијанса, а денеска се одбележуваат и 76 години од основањето на НАТО како камен темелник на европската и северноамериканската безбедност. Учеството на македонската армија во мисиите на НАТО и заедничките вежби, според Мицкоски, се доказ за посветеноста на државата за целосна усогласеност со членките на Сојузот за колективна одбрана. Одржувањето на состанокот во Скопје пак, според министерот за одбрана, е потврда на сојузничката соработка. Иако сме горди на постигнатото, свесни сме дека патот не завршува тука. Хибридни и сајбер закани, дезинформации, климатски кризи, сите тие бараат постојана адаптација и координација. Продолжуваме да инвестираме во човечки капитал, дигитална отпорност и капацитети за брза реакција. Но најважно од се, остануваме доследни на вредностите кои не обединуваат демократијата, слободата, владењето на правото и солидарност. Годинава македонскиот одбранбен буџет изнесува 2% од бруто домашниот производ или околу 329 милиони евра, од кои високи над 32% одвојуваме за една од најважните ставки, а тоа е опремување и модернизација на армијата. Со што не ја зацрстуваме само македонската одбрана, туку и колективната одбрана во алијансата. Војната и билатерална соработка биле тема и на средбата меѓу Мицкоски и Мисајловски со двајца конгресмени од Соединетите Американски држави, а како што велат од амбасадата во земјава, на средбата била истакната заложбата за продолжување и зајакнување на партнерството како врвен приоритет за промовирање на безбедноста и стабилноста во регионот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Дисциплинска постапка за двајцата полициски службеници вработени во кабинетот на председателот на државата покрена МВР по инцидентот во Скопско Дебармало, во кој тие лажно увериле свој колега, исто така вработен во полицијата, дека непрописно паркираното возило е службено. Од МВР во континуитет во изминатите денови потенцираа дека одговорноста се утврдува неселективно и дека ќе следуваат постапки за сите прекршители на правилата независно каде и за кого работат, како што беше случајот со личното обезбедување на премиерот. Од СДСМ вела дека полицијата е во хаос, а бодигарди ја здесуваат низ цело Скопје. Дисциплинска мерка ќе се утврдува за двајцата службеници од 6-та управа кои лажно тврделе дека Поршето во Дебармало е службено возило. Се работи за лица кои се дел од личното обезбедување на председателката на државата. Ова го констатирале од МВР по извршените проверки откако беше објавено видеото на кое се гледа како група граѓани реагираат на пајак службата да го отстрани непрописно паркираното возило кое се наоѓа пред Скопска кафеана во Дебармало. Пред пајак службата излегле две лица кои се легитимирале и кажале дека возилото е службено, а полицаецот од пајак им укажал веднаш да го препаркираат. Во меѓувреме, според соопштението на МВР, тој влегол во кабината за да провери дали навистина се работи за службено возило. Токму овој потек на полицаецот предизвика револт и реакции кај граѓаните. Откако утврдил дека возилото не е службено и дека се уште не е отстрането, на вработените од ЈП јавни паркиралишта им дал наредба да го подигнат возилото, пошто истото било пренесено во депото. Двете лица кои се представиле како полициски службеници и тврделе дека возилото е службено со патничко возило Форд Мондео се упатиле кон депото. Полициските службеници извршиле проверки за возилото и констатирале дека истото го управувале полициски службеници распоредени во оделението за лично обезбедување на председателот на Македонија. Возачот на Поршето е казнат, а како што веќе објавија медиумите се работи за екс-амбасадорот Срđan Керим. Тој според информациите бил во Скопската кафеана со супругот на председателката чие обезбедување реагирало на пајак службата. Опозицијската СДСМ побара одговорност од министерот за внатрешни за овој случај. Скандалот во Дебармало по кој знае кој пат го потврди нефункционирањето на Министерството за внатрешни работи, ама го покажа и каубојското аздисување на бодигардите на функционерите на власт.
Двајца полициски службеници, обезбедувачи на председателката на државата, лажно тврделе дека погрешно паркираното Порше на Срđan Керим е службено. Тие барале Поршето на Керим да не биде кренато од пајакот и поттикнале неказнивост. Да не беше реакцијата на младите и овој случај ќе беше заташкан. Но по бурните реакции, Министерството за внатрешни работи беше принудена да поведе дисциплински постапки. Пред внатрешна контрола на МВР ќе одговари и полицаецот кој веднаш не нареди подигање на возилото. Настанот во Дебармало се случил на 22 март по пријава на граѓанин на 192, кој јавил дека возило е паркирано на среде велосипедска патека, пошто на терен излегла пајак службата на општина Центар. Мирена Давидовска, Сител телевизија. На ставот на СДСМ реагираше ВМРО ДПМН. СДСМ не може да престане да лаже. Сопственикот на джипот е санкциониран. Исто така има и дисциплинска за полициските службеници. Ова беше незамисливо во време на СДСМ. Тогаш ќе потсетиме полицаецот се удираше во пајакот само да не го казнат високиот функционер на ДУИ. Законот докажавме дека важи за сите, велат од владеачката партија. Од ВМРО ДПМН и денеска обвинување на адреса на Левица за деловниот простор во центарот на Скопје, купен за багателна цена од 720 евра за метар квадратен. Од партијата се сомневаа дека постоел директен договор меѓу Левица, извршител и една банка за купување на имотот по цена 3 пати пониска од пазарната. Велат Апасиев одамна го заменил аскетизмот со хедонизам. Левица и Апасиев се фатени инфлагранти во сделката на деценијата, за која многу светски инвеститори можат да им позавидат. Само Левица и Апасиев можат да купат деловен објект одземен преку извршител од некој граѓанин или фирма кои не можеле да го враќаат кредитот за 3 пати пониска цена од пазарната. Левица и Апасиев, кои декларативно беа против извршителите, не се колебаат да купат одземен имот од истите тие извршители. Уште поголем проблем е ставот на Левица, дека извршителот немал ништо со преговорите, туку дека тие се договориле со банката и објектот го земале со хипотекарен кредит. Ако договарале со банката, како истите ја постигнале таа цена, кога во околината се продава имот за 3 пати повисока цена? Дали има некој скриен договор или друга услуга која не е заведена договорно? СДСМ утре ќе го избира Венко Филипче како единствен кандидат за лидер на партијата, откако првично закажаните избори на 16 март беа одложени поради трагедијата во Кучани. На редовните директни внутрипартиски избори за гласање се пријавени близу 24.000 членови и 1.000 повеќе од изборите во јуни. Иако нема против кандидат, Филипче изминатиот период повеќе пати посочи дека тоа не е знак на партиско незадоволство, туку напротив тврди дека големиот интерес за гласање покажува дека партијата полека се консолидира. Филипче за лидер беше избран во јуни минатата година на вонредните избори кои СДСМ ги организираше по оставката на Ковачевски поради историски најлошиот резултат на парламентарните и председателски избори. За разлика од утре, кога ќе биде единствено име на гласачкото ливче, на претходните избори Филипче имаше тројца против кандидати: Деспотовски, Петровска и Бајдевски, кои во предизборниот период обвинуваа за нерегуларности и нефер изборна трка, поради кој Петровска 2 дена пред изборите се повлече, но и покрај ова Филипче победи со освоени над 50% од запишаните членови за гласање. По утрешните избори Филипче ќе има мандат од 4 години. Стапија на сила дел од царините од САД. Берзите се во пад, Трамп смирува дека се одвива според план. 18 од Finance Think, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Денеска стапуваат на сила царините од 10%, од среда ќе стапат на сила оние повисоки царини за Европската унија, Кина, па и за Македонија во оваа група 33%. Може ли да објасниме, Петрески, која е логиката на поведувањето на вакви царини и која беше целта на американската администрација да ги воведе? Така, вкупното воведување на овие царини на глобално ниво представува еден сериозен шок за економијата и шок за трговската размена, кој што не бил забележан во последните 30 на 40 години, можеби. Што тоа значи? Позадината на мотивот од каде доаѓа воведувањето на царини е мотивот на Америка да го штити сопственото производство, да го штити стандардот на граѓаните и да ја ревоспостави доминантноста во делот на индустријата, односно пред се земајќи предвид во автомобилската индустрија. Меѓутоа, дали ваквите процеси се така едноставни и дали ваквите цели на американската економија и американската администрација би биле лесно остварливи, јас сметам
сметам дека е генерално комплексно. Зошто? Затоа што американската економија веќе 30-40 години забележува процес на деиндустриализација. Што значи тоа? Ако во минатиот век Америка била позната по силна индустрија во делот на челик, во делот на автомобилска индустрија, па и во еден дел го држала приматот во делот на текстилната индустрија, како одминувало времето и како американската економија јакнела, нивниот примат започнувал да бидат индустрии, односно започнувал да бидат сектори кои што се повеќе кон делот на сервиси, односно претендирале да се развиваат во делот на иновативност, во делот на технологија, во делот на наука и истражување, и на таков начин веќе и нивниот вкупен стандард започнува да расте и започнува да имаат специализација во друг сектор од онаа од индустрија. Паралелно, работната сила во Америка за овој тип на дејности станува прескапа и на таков начин имаме економии како што се Кина, Индија, Мексико, кои што па и Европа, кои што стануваат поконкурентни во однос на американската економија и на таков начин започнува тој процес на деиндустриализација, каде што веќе во моментот дури и да предпоставиме дека Америка силно ќе започне да ревоспоставува и обновува ваков тип на индустрија, се уште сметам дека незината конкурентност, особено во делот на работна сила и плати, нема да биде ист како оној кој што во моментот го имаат овие земји кои претходно ги споменав. Од тука, од тој аспект, ќе биде навистина тешко да конкурира и понатаму со делот на работна сила. Меѓутоа, ако земете предвид ова што претходно зборувам, дека веќе и пазарот на труд 30-40 години бил граден за друг тип на сектори, сега е навистина тешко одеднаш вие да кажете ние ќе ја вратиме индустријата и на оние луѓе кои биле квалификувани за одредени активности да ги преквалификувате така едноставно. Од друга страна е перцепцијата и сентиментот на инвеститорите. Предпоставката е дека голем дел од автомобилската индустрија, еден дел од одлуките ќе ги донесат да ги преселат своите фабрики на америчко тло. Дали е тоа едноставно? Исто така не е едноставно, ниту краткорочно. Зошто? Затоа што за да се воспостават такви нови фабрики, нови цели градови и да се воспостави ново реструктурирање на индустријата, најпрво требаат фиксни трошоци, кои што значи обнова на фабрики, пристап до работна сила. Може би ете и да има технологија и капитал. Америка сметам дека моментот на неизвестност е исто значаен. А за еден инвеститор да ја донесе одлуката дека ќе инвестира, во најмала рака треба некој да гарантира дека 10-15 години овие тарифи кои што се во моментот на сила од страна на Америка ќе постојат и понатаму за на долг рок таа исплатливост да постои. А тоа никој не може во моментот да предвиди дали ќе биде така. Апсолутно, во моментот се креира една огромна неизвестност со ваквите наметнати тарифи кои што постојат и тоа е на страната на Америка, позади мотивот и позади она што е реалистичност во која мера би можело да биде тоа реализирано. Гледаме на берзите што се случува, Петрески, од утринава и вчера, а гледаме и дека дел од земјите возвраќаат со контрацарини, како што е примерот со Кина. Кој може да настрада во таква трговска војна? Дали тоа ќе бидат сите, големите, дали Америка сепак ќе излезе како победник од тоа, или ќе настрадаат помалите играчи? Видете, сметам дека во овој момент на глобално ниво берзите многу јасно го покажуваат трендот на сентиментот и на инвеститорите и на вкупно како ова се одразува. Сметам дека нема да има добитник од оваа форма на заштитна улога на воведување на тарифи, затоа што светот веќе долго време се стреми кон либерализација, се стреми кон постулатот да економиите бидат градени врз своите компаративни предности. Таа е вкупната идеја за слободна трговија, каде што вие викате, ако јас како економија сум помоќен да произведувам, например, не знам, вино, ќе произведувам вино, а ако Кина е поспособна да произведува друг тип на производи, инпути и материјали, ќе се специализира во тоа и ќе биде поевтино
и за големите економии да купуваат производи од таа земја, отколку сами да ги произведуваат. На ваков начин се подкопува ваквиот постулат на слободна трговија и инвестиција во развој на тие компаративни предности, секој да произведува во тоа што е специализиран, на крајот сите сме добитници затоа што секој го купува производот поевтино, затоа што некој друг му е поевтино тоа да го произведе. Меѓутоа, моментот во кој што ваквите тарифи се воведени е многу комплексен за економијата, затоа што на глобално ниво ние се соочуваме со еден бавен економски раст. Значи, економиите после вкупните кризи кои што ги имавме во изминатите 4-5 години не успеа брзо да се вратат и да го забрзаат својот раст. Се уште растот кај големите економии е бавен или е стагнантен, или пак некаде дури забележуваме дека може би постојат и ризици од рецесија, така што ваквите трговски тарифи и бариери, царини кои што се воведуваат се ќе наштетат дефинитивно на глобалната економија и ќе треба ги подкупуваат вкупните неизвестности. Ние некако се најдовме затечени или изненадени што и Македонија е на таа листа и тоа со исклучително високи 33% царини за извоз во Соединетите Американски држави. Од оние табели кои американскиот претседател ги презентираше, произлегува дека ние сме имале 65% царина за увоз на американските производи, па врз основа на тоа овие дисконтни царини се воведени за Македонија. Дали на тоа се базира? Можеме ли да разбереме како дошло до тоа Македонија да има царина 33%, а некои земји во регионот да има 10% царина со САД? Во принцип не е се уште до крај јасно каква е методологијата и пресметката позади овие бројки кои што се однесуваат на царините за различни земји. Меѓутоа, доколку внимателно се слуша наративот, која е логиката за воспоставувањето? Прво е моментот оно што го кажавме, заштита на сопствената индустрија, па така вика воведуваме 10% базна стапка за сите земји. Тоа е основата која што постои за сите. Понатаму на таа основа се надградува вика реципрочни стапки. Тоа значи дека зависно од одредени земји колкави стапки имаат, ние воведуваме реципроцитет и во еден голем дел е целта да се намали дефицитот кој што Америка го има према светот. Тоа значи дека ако одредена земја има, ако со одредена земја Америка има поголем дефицит, со цел да го затвори тој дефицит, воведува поголеми стапки во однос на некои други и претпоставувам дека тие стапки се дојдени на таков начин до збирот. Меѓутоа, да напоменеме, ние немаме царински стапки кои што се 65% према Америка. Исто така, ако ги погледнеме нашите статистики кои што се однесуваат на извоз кон Америка, ние во нашите статистики ние викаме дека имаме дефицит. Во статистиките на Америка вика дека има суфицит со Македонија и тука па еден дел веројатно доаѓа од извозот на автобуси, каде што во нашата економија тие се третираат како извоз кон Белгија, додека веројатно од другата страна доаѓаат, се пресметуваат како извоз кон Америка. Меѓутоа, сепак за тие детали ова е само некое логично размислување од каде би можеле да дојдат разликите, ние не ги имаме. Да видиме на кои индустрии и во колкав обем може ваквата одлука на САД да влијае на Македонија. Ние ќе бидеме засегнати. Меѓутоа, ефектите кои што ги разгледуваме ги делиме на два. Ги делиме на директни ефекти и индиректни ефекти. Директните ефекти доаѓаат од она што ние имаме како трговија со САД. И извозот кон САД нас ни е само 1,4% во вкупниот извоз кој што земјата го има. За, например, за споредба зошто е ова многу малце, со Европската унија ние имаме 2/3 од вкупниот извоз. И тоа и повеќе од 3/4, 76% ни е вкупниот извоз кон Европската унија. Од тој аспект, нашата директна изложеност кон ваквите царини е многу мала. Меѓутоа, ако го погледнеме во таа структура што се спаѓа, имаме висока концентрација. Повеќе од половина отпаѓа на
делот на транспортни средства и во делот на автобусите, тука ги споменавме, што значи дека во голема мера ќе бидат засегнати странските инвестиции и фабриките, странските фабрики кои што во моментот работат и се значаен извор и на вкупниот извоз, меѓутоа и на генерирање на работни места. Така што главниот удар ќе дојде преку странските инвестиции. Иако овој удар се чини дека е мал, меѓутоа на индиректен начин ние сме повторно поврзани од два аспекти. Од една страна преку странските инвестиции кои што главно ни доаѓаат од Европската унија, а Европската унија во моментот е сериозно изложена на овој удар, затоа што Европската унија, особено автомобилската индустрија, која што е лоцирана во Европската унија, е еден од доминантните извозници кои што постојат и ќе биде сериозно засегната. Особено Германија, како наш најважен трговски партнер кој до сега беше погодена од кризите, а сега дополнително ќе биде погодена од царините. Точно така, значи првиот аспект е вкупно странските инвестиции ќе бидат погодени и од тука странските фабрики, земајќи предвид дека треба да ги намалат своите трошоци, ќе имаме каскадни ефекти во нашата економија, каде што ќе се прелее тоа врз странските инвестиции кои работат во зоните каде што ќе веројатно ќе има притисок и за отпуштање, намалување на работа, а вториот ефект е оној кој што доаѓа од нашата трговска размена со Германија и германската економија, која што и во моментот имаше, се соочува со ризици за својата економија, а ова претпоставувам ќе биде и дополнителен товар, каде што дел од проекциите се дека Европската унија ќе биде сериозно, ќе биде погодена, па ќе има загуби и кај бруто домашен производ од некој 0,10%. Владата вели има план за менаџирање на ситуацијата, не знаеме до овој момент кои се деталите од тој план, но вие како експерти, што препорачувате? Има ли нешто што можеме во моментов да го преземеме за да ги минимизираме, да ги намалиме ризиците од моменталната ситуација? Ако земеме предвид какво е нашето учество во глобалната трговија, ние сме само една прашинка во глобалната трговија и од тука во делот на преговарање, репреговарање, сметам дека тука нити сме од интерес, нити имаме било каква моќ за тоа да го правиме. Меѓутоа, она што може би лично може да го направиме како земја е да се фокусираме на странските инвестиции кои во моментот постојат, да овозможиме поволности каде што тие странски инвестиции во делот на преговарање, на реструктурирање на нивните фирми мајки ќе успеат да ја задржат својата позиција во земјата. Веројатно во тој дел може да понудиме некои поволности каде што ќе може странските инвестиции да преговараат една поповолна позиција во однос на таквото реструктурирање. Вториот дел е сепак да се осврнеме кон внатрешната конкурентност. Значи, во изминативе години, па и децени, ние и во делот на продуктивност, и во делот на конкурентност не можеме да постигнеме значаен прогрес. Меѓутоа, сега е веќе време кога ние мора да направиме позначаени чекори во тој дел. Благица Петровски, сакам да ви се заблагодарам за оваа анализа и појаснување за нашата публика на значењето на овие царини, но и на нивните реперкусии врз македонската економија и трговија. Ви благодарам. Благодарам.